Комуналните предпријатија во земјава се соочуваат со финансиски потешкоти и натрупани долгови. Причините се домаќинско работење, ниските цени на услугите како и застарената инфраструктура. Сето тоа директно влијае врз ефикасноста и квалитетот на услугите кон граѓаните. Дел од тие причини се застарената инфраструктура во јавните предпријатија, односно недостојк на квалификуван кадар и некоординација и недоволна координација меѓу институциите. Во комуналните предпријатија работната сила старее, а не достигаат млади професионалци. Најмногу недостига обичниот работник, а причините се ниските плати. Една од причините можеби се и ниските плати кои што ги нудат самите предпријатија и токму заради тоа се и неатрактивни, непримамливи за младите луѓе, недостасуваат стручни луѓе од типот на градежни хидроинженери, недостасуваат стручни луѓе во делот на оние хортикултурни уредувања на зелените површини. Анализата покажува дека само 2% од вработените во комуналниот сектор се млади. Тоа значи дека голем процент, преку 40% во наредните години ќе се пензионираат. Тоа значи дека можеме да останеме без кадар за одржување на системите, што дополнително ќе го оптовари не давањето на услугите, него целокупниот економски развој на државата. За ова да се направи една реформа, не е можно да го прават предпријатијата. Тие се даватели на услугите. Бара носителите на политиките на локално и централно ниво се обединат и пред се некако систем кој што ќе биде воден и управуван од повеќе министерства. Потребен е така наречен форранер, предводник, еден кој што ќе го води и ќе биде одговорен за реформите во секторот. Состојбата во комуналните предпријатија укажува дека се потребни итни и суштински реформи, подобро управување и поголеми вложувања во човечки ресурси, опрема и инфраструктура. Традиционалните методи на обработка и приготвување на храна од почетокот на 20-тиот век представуваат одржлив систем на исхрана од кој многу практики треба да се задржат и применуваат и денес, па и во иднина. Тоа го потврдуваат анализите што последниве неколку години ги спроведува меѓународен конзорциум за истражување и развој на дигитални алатки за одржливи кулинарски практики, во кој учествува и Факултетот за туризам и угостителство од Охрид. Во пракса, ваквиот пристап подразбира целосно искористување на сите намирници и стремеж кон создавање нула отпад, во кујна што не генерира отпад се употребуваат и делови од продуктите кои вообичаено се сметаат за неупотребливи, и тоа преку методи како дехидрирање, солење, конзервирање, ферментација и слично. Неизбежниот органски отпад пак се компостира и повторно се враќа во производствениот циклус како природно ѓубриво за малите фарми што произведуваат органска храна. Една од анализите на проектот беше дека во постари времења, кога луѓето готвеле, подготвувале храна во рудиментирани услови, биле многу, значи тие практики биле многу поздрави, но исто така и воопшто не се генерирал отпад. Наша интенција беше да ги примениме тие практики повторно со примена на технологија, на дигитализација за овековечување на тие методи и техники на обработка и подготовка на храна и понатамошно зачувување нивно на посебни дигитални носачи кои што ќе бидат пристапни до наставниците, професорите, но исто така учениците и студентите од областа на туризмот и односно угостителството. Експерти од образовно-научни институции од Ирска, Франција, Шпанија и од ФТУ Охрид со спроведување на проектот за одржливост во кулинарските практики се фокусираа на сите делови на синџирот на храна во секторот хотели, ресторани и кетеринг. Целта е да се подигне свеста за одржливоста пред се во институциите што едуцираат кадри кои ќе работат во угостителскиот сектор. Врз основа на резултатите од проектот ќе се развиваат дигитални и други ресурси, како повеќејазичен прирачник за одржливост на синџирот на храна и иновативни дигитални педагошки материјали за одржливи практики во кулинарството. На тој начин, учениците и студентите од иновативни наставни материјали ќе гледаат и ќе учат како да се употребуваат локални производи, како целосно да се користат продуктите, како да се конзервира со природни соединенија без адитиви и пластична амбалажа и слично. Проектот ќе придонесе за
повторно враќање кон традицијата и традиционалните готварски практики, насочени кон намалување на генерирањето на отпад во угостителството, но исто така и домакинствата, со тоа што практиката на намалување на отпадот ќе биде прво директно имплементирана во наставно-научните образовни институции. Резултатите ќе бидат отворени, секој ќе може да пристапи до нив, ќе бидат зачувани на нашата веб страна и веќе има и посебна веб страна на проектот каде што се ставени сите резултати кои што се како производ на проектот и ќе бидат дадени пред се наменети за угостителско-туристичките училишта, факултетите кои што се од оваа област, од областа на угостителството, но исто така и реалниот сектор, индустријата, ја покануваме да пристапи, да ги користи овие ресурси. Насоките кои ги дава овој проект покрај главната цел да се намали фрлањето храна, ќе придонесе и да се зголеми интересот за традиционалните рецепти и начини на подготовка на храна кои посебно се интересни за туристите. Народен театар Охрид ги поканува граѓаните на 2 специјални хуманитарни представи за помош на лекувањето на 10-годишната Ева од Охрид. На 26 март премиерно ќе биде изведена детската представа Чаплин во црно-белиот свет во режија на Ѓорги Ризески, а на 27 март по повод меѓународниот ден на театарот ќе се одигра представата Парите се отепувачка во режија на Андреј Цветановски. Сите средства од продажбата на билети од двете представи ќе бидат донирани за лекувањето на Ева. Секторот за внатрешни работи Охрид информира дека рано утринава во 2 часот и 35 минути во населбата Плитишта во Струга полициски службеници од ОВР Струга лишија од слобода 31-годишник од Скопје и 30-годишно лице од Охрид. Тие се сомничат дека 20 минути по полноќ на улицата Момчило Јордановски во Охрид по претходна расправија физички нападнале 52-годишно лице од Охрид. Во нападот 41-годишна жена од Охрид успеала да го заштити нападнатиот и откако двајцата насилници влегле во незиниот стан, повторно го нападнале, при што употребиле тврд предмет и му нанеле тешки телесни повреди констатирани во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид. Напаѓачите си заминале од станот кога жената повикала полиција пошто нападнатиот забележал дека од паричникот му фалат пари и личен накид. Напаѓачите се содржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Во Охрид денеска имавме променливо облачно и посвежо време со максимална дневна температура до 9 степени и услови за слаб дожд. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со услови за повремени слаби врнежи од дожд, ќе дува умерен наместа повремено засилен ветер од североисточен правец. Утринската температура од 3 степени е максималната дневна до 8 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -2 до максимални 15 степени. Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време со слаб до умерен северен ветер. Утринските температури наместа ќе се спуштат под нулата.